Програмата е прекината поради Play In. Продолжуваме и денес понатаму со балканската колонија на ракотворци. Еве кои за денес ги издвоивме. Play In. Плей-ин повторно на балканската колонија на ракотворци. Денес ќе позборуваме со Томе. Томе, добро дојде. Добро ве најдов. Така, вие изработувате украси, орнаменти со македонски етноелементи на нив. Кажете ми за почеток, од кога почна ова љубов кон вашата рачна изработка на овие украси? Па почетокот е пред 30-тина, повеќе од 30-тина години. Всушност ова почнав да го работам како резултат на тоа што мојата мајка постојано работеше дома и едноставно гледајќи одредени техники и начин на изработка бев инспириран и така почнав да се занимавам со фолклор и подоцна со изработка на носии и сувенири кои што имаат апликации или инспирација од македонскиот фолклор. Така, кажете ми дали може би се сеќавате на вашето прво дело кое го создадовте? Па тоа е изработка на една скопска носија со посебно задоволство, мислам, и се уште тоа е во помал формат обликот и нормално тоа се чува како белег на оној почеток. Така, и сега ме интересира, значи почнавте тога со некоја голема љубов, со голем ентузијазам, техниката секако се надоградува со текот на годините. Дали уште ја чувствувате таа голема љубов како на почеток? Апсолутно, ова го работам со посебно задоволство и нормално, она и вие самите што напоменавте, постојано човек се учи и ова е работа која што додека жив човекот не може се да научи, бидејќи е многу комплексна и сложена работа, затоа што има повеќе техники за да се изработи една комплетна носија. Зависи кои се тие крај. Од нормално, ако целосно кажуваме како се изработува, например, да се дојде до ткање, тоа е една огромна процедура од волната, па потоа предивото, бојадисувањето, основење, навивање до еден разбој да се дојде до финален производ, значи многу процедури минат и многу различни техники треба да се научат. Потоа плетење, везење, шиење, значи има мноштво на техники кои што заеднички за среќа не само јас, туку целото семејство на одреден начин сме вклучени во оваа активност и така да работава всушност и поделена. Нормално не може еден да ги знае сите овие техники и така се надградуваме себе си и создаваме еден готов производ. Така, ова е веќе исклоп на неколку техники, веќе само да се гледа. Имаме вес, имаме неко, дали може би сами ги изработувате, тоа се рачно оде, како оде? Да, сите овие што ги гледате овдека се рачно изработени работи и сите ние ги изработуваме. Овдека има на балканската колонија всушност е и можност и пред битолскиот аудиториум, па и пошироко преку медиумите да се презентират одредени техники и начини како ние лично ги изработуваме овие производи кои што ги гледате овдека. Така, не само јас, туку и други учесници на колонијата. Секако. Ги изработувавте, ве гледавме како оди таа техника. Кажете ми колку време ви треба за да изработите, кој бил најголем проект кој сте го сработили, колку време ви требало за тоа да го направите? Видите, тоа е релативно во зависност од пример ако е носија, каква носија и колку елементи содржи. Ако е еден сувенир, може и 3 дена да се изработува, зависи од обемноста и какви се фигури ќе има на него, нели каква апликација ќе се приложи и од тоа зависи време траењето, значи релативно не може да се каже дека тоа може за 3 дена или за 5 дена, во зависност нели од комплексноста на производот кој што треба да се изработи. Од кој најмногу имате побарувачка, од македонците или може би тие кои се иселени од Македонија, странците? Корисници на нашите производи се културно-уметнички друштва, еве конкретно овдека во Битола, со задоволство може да кажам дека скоро речиси 100% носиите кои што ги има ансамблот Битола од овдека, ги имам изработено, потоа неколку елементи носи во ансамблот Илинден,
Даме Груев, Плетенка, значи покрај тоа сите културно-уметнички друштва во Македонија, меѓутоа и во диаспората. Во Сиднеј, Мелбурн, Камбера, во Лацин, Хановер, например, каде што има клуб Илинден, во Виена, во Детройт, значи нема место каде што немаат наши производи. Покрај тоа има и низа на колекционери кои што сакаат одредени уникати кои што се изработени врз основа на оригиналот. И така да и тие се доста корисници. Така, и за крај сакам да ве запрашам дали може би имате некоја бројка на колку носи имате изработени или колку вакви дела имате? Па Верувам дека се многу, ама дали имате некоја статистика? Мислам дека немам таква бројка направено. Речи си во Македонија нема културно-уметничко друштво кое што нема од нас носија и поготово во Австралија ги знам скоро сите културно-уметнички друштва кои што имаат добиено од нас носи со задоволство, со посебен предизвик. Сакам тоа да го истакнам и го работиме со задоволство. Јас ви благодарам за извоеното време и ви посакувам да имате голем успех и понатаму при изработката на сите овие етно елементи. Благодарам и вам за поддршката која што ја давате и што создавате можности пошироко едноставно да го афирмирате ракотворството Ви благодарам. и колонијата во целина. Play in. И покрај сите овие балкански ракотворци, сите овие креативци, наидовме и на Јованка. Таа е еден успешен предприемач која со својата ракотворба, со своите рачни изработки успеа да создаде еден свој дуќан, своје каче каде што ги продава своите ракотворби. Јованка, добро дојде кај мене во емисија. Добро вечер, добро ме најдов. Так. Кажи ми ете за почеток, како почна љубовта кон овие твои ракотворби? Нормално, секој женско сака на некој начин да се дотера. Меѓутоа, креативните луѓе раѓаат креативни идеи, така да реков зошто да не пробам и јас нешто да направам во мој стил. Се јави љубов за изработка на рачна изработка на накид од жица. Зошто од жица? Најстар, заведен, значи занает во рачната изработка, дори можат да се најдат и во Британскиот музеј некои примероци кои датираат 2000 години пред новата ера. Ги нашле во кралската гробница во Ур, во Месопотамија, на сумериската династија. И од тука може би се јави некаква љубов. Започнав со изработка на накид од жица и како член на Астерион 5, оваа година имав можноста да се представувам, да ја представам мојата техника и мојата работа токму на оваа колонија. Така. Ќе те вратаме дека и почетоците. Техниката останува, се надградува. Дали остана љубовта? Љубовта е секогаш присутна. Верували или не, секој парче накид има дел од мојата душа. Така. Препознатлива си во Битола, морам да го признам, те знаат веќе и со твоите изработки, знаат веќе кога ќе го видат и решат да, ова е Јованка. Успешно работиш и со твојот дуќан, ти ги посакувам и во овој момент да успешно да продолжиш и понатаму, да се множат и години. Кажи ми ете, како стигна до цело тоа, како стигна таа приказна да се создаде свој бренд да создадеш едноставно? Многу упорност во секој случај, трпение и нормално љубовта е пресудна. Она што секогаш го работиш со љубов има некаков фидбек полека, ма сигурно. Така, изработуваш само накид од жица или изработуваш можеби други некои? Се стремам да почнем и кон предмети. Сега за сега накидот. Така, значи остануваш на накид. Мислам дека тоа е најбарано на девојките веќе. Знам дека изработуваш, мислам дека изработуваш. Девојките имам. Имаш ките, така, добро. Да. Значи не грешам, поправај ме ако грешам. Изработуваш и нешто од кожа или не? Се лажам. Сакам да направам комбинација, значи се што може да се комбинира со жицата, може, значи кожа, полудраги камења или полускапоцени, како ташни. сакате. Да. Така, тоа се твои изработки? Имам во соработка со една моја колешка, морам еве да ја пофалам, Мери. Работиме и на чанти. Така. И се што може да биде рачна изработка каде што нормално идеме до соработка, значи се работи. Ете сега сакам само и за крај да те прашам, тоест и да ти да кажеш, не да те прашам, да дадеш еден совет кон оние кои почнуваат со рачна изработка. Кој е начинот и кој е успехот до кој ти стигна? Сите познати дизајнери, јас не сум позната, меѓутоа Според мене си познат. благодарам. Имаат 3 правила. Велат да се обрани внимание посебно на дизајнот, на квалитетот на материјалот и на изработката.
Значи, ова треба посебно внимание да се обрани на тоа. Секој што ќе реши да се занимава со рачна изработка, како што кажав, треба да обрни внимание на тоа и нормално пак да биде трпелив, да посвети многу внимание, многу време и љубов пред се. Јас би ги поддржала сите оние кои работат веќе рачна изработка, нека се поттикнат, нека пробаат и нека отворат свој сопствен бизнис. Секогаш она што се работи со љубов има добивка. Ти си еден пример за тоа и навистина верувам дека некој ќе се обрати кај тебе, ќе те праша за совет. Секако тука си да излезеш по пресвет на секој. Во секое време. Ти благодарам за изведеното време, ти посакувам успех и понатаму во се што и да работиш. Благодарам и на вас. Play in.